Egzistencionalните проблеми предизвикуваат секојдневни стресни состојби кај голем број од нас. Стресот е состојба која не боли, но доколку постојано се акумулира, може да допринесе до појава на дисбаланс во организмот, а со тоа до голем број заболувања, предупредуваат специјалисти. Сцената е моја, стресот сум го примил, али на таа сцена целата симптоматологија играат хормоните. Се многу битно дали е тоа акутно и ќе помине или е тоа хронично. Затоа што секоја хронична психогена, стресогена состојба за жал остава психосоматска последица. Дали ќе биде астма, дали ќе биде инфаркт, дали ќе биде да не травматизирам. Значи оставува една менаџерска болест од која ние сакале или не ќе ме страдаме. Стресот постоел од секогаш и нашите предци го имале. Постоел ке сите народи и нации само со модифицирани стресогени фактори. Според доктор Чепреганов, може да се избориме со него само доколку имаме емпатија, толеранција и желба нешто да направиме. Фронталниот ломус ја прави децизијата. Дефинитивниот одговор. Дали јас ќе ви удрам, дали јас ќе ви вратам со наврат, дали ќе го земам ова, ќе го фрлам, дали јас ќе се повлечам, дали јас ќе одиграм една дипломатија, па ќе се насмеем, ќе речем ајде го ставиме ова за 2-3 дена, кој ќе падне афективниот наплив, психоемотивниот набој што го имате, што го имаме. Главниот дел од интерперсоналните односи за подобар соживот, односно за живот без стресни состојби, се почита вербата, довербата и толеранцијата, истакна доктор Чепреганов. А овој заклучок беше дел од стручниот состанок на тема Стресот и ние, кој со акредитација од Лекарската комора на Република Македонија го организираше поликлиниката Неуромедика.